Регионални вести на телевизија КИС. Се уште нема официјални податоци од која заразна болест починале таткото и синот од гостиварското село Симница. На инфективната клиника вкупно се хоспитализирани 7 пациенти со симптоми на висока температура, повраќање и диареја, но лекарите велат дека тие се во стабилна состојба и надвор од животна опасност. Анализите со кои треба да се утврди причината за смртта на двајцата жители на гостиварското село Симница се уште се очекуваат. До затворање на вестите надлежните не објавија информација за резултатите кои треба да го дадат одговорот од каква болест починаа таткото и синот на инфективната клиника во Скопје. Бројот на хоспитализирани лица на клиниката од вчера порасна на вкупно 7. Министерството за здравство соопшти дека новите случаи се со полесна клиничка слика и се надвор од животна опасност. Со снимена изјава што ја објави на социјалните мрежи се јави министерот за здравство Арбен Таравари, кој деновиве се наоѓа во работна посета на Америка. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани гостиварчани, на почеток би сакал да изразам сочувство за двајцата починати пациенти од Гостивар. Би сакал да кажам дека уште утрово се состана комисијата за заразни болести и се преземени сите мерки што треба да се преземаат во вакви ситуации. Би сакал да кажам дека останатите 7 луѓе кои што се хоспитализирани во клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби се во стабилна состојба и надвор од секаква опасност за комплицирање на нивната здравствена состојба. Ви благодарам. Додека се чека на официјалната потврда за што точно станува збор меѓу населението во Гостиварско, а особено во селото, владее страф и несигурност. Некои жители на Симница на сопствена иницијатива се обраќале во Гостиварската болница за преглед и анализи на крвната слика. Во вчерашната изјава, председателот на Комисијата за заштита од заразни болести Звонко Миленковиќ рече дека најверојатно станува збор за болест која се пренесува преку заразени животни без да потенцира нешто поконкретно. Институтот за јавно здравје утрово објави информации за болестите хеморагична и конго-кримска треска, заразни болести кои се пренесуваат преку глодари и крлежи. Според нивните податоци, годинава во Македонија биле потврдени 5 случаи на хеморагична треска, додека конго-кримска треска немало од 2010 година, но оваа болест сепак се смета за потенцијална опасност. Во меѓувреме земени се и мостри на вода од локалниот водовод од кој Симница се снабдува со вода за пиење. Ке се вршат анализи и проверки и во бачилото на семејството на починатите за да се утврди тамошната состојба. Инфекциите на горните дишни патишта, како и стомачни тегоби проследени со проливи, биле најчестите заболувања на кои се жалеле тетовци минатата недела, покажува извештајот Алерт системот за рано откривање и надзор на заразни болести. Од болестите најпогодени биле децата до 6 години и лицата од 20 до 59 години. 1178 случаи на болести во Тетовско биле пријавени во текот на минатата недела, односно од 17 до 24 јули, покажува последниот извештај од спроведувањето на Алерт системот за рано откривање и надзор на заразни болести. Според извештајот, најголем дел од пријавените случаи се однесуваат на инфекции на горните дишни патишта, 816. 185 случаи се однесуваат на водена диареја, додека од инфекции на долните респираторни патишта боледувале 177 лица. Анализата за трите споменати болести покажува дека најпогодени биле децата до 6 години и лицата од 20 до 59 години. Од инфекции на горните респираторни патишта најмногу боледувале бебињата и малите деца. Во старосната група од 0 до 6 години регистрирани се 363 случаи, додека кај оние од 7 до 19 години евидентирани се 201 случаи. 208 случаи се регистрирани кај старосната група од 20 до 59 години и 44 случаи кај лицата над 60 години. Што се однесува до инфекции на долните респираторни патишта, тука лицата на возраст од 7 до 19 години биле меѓу најпогодените, при што регистрирани се 57 случаи. Кај возрастната група од 20 до 59 години забележени се 50 случаи, кај децата до 6 години 43, додека кај возрастните над 60 години таа бројка изнесува 27.
Со водена диареја, односно пролив, најмногу мака мачеле лицата на возраст од 20 до 59 години. Регистрирани се дури 72 случаи. Кај најмладите евидентирани се 56 дечиња, додека 38 случаи има од возрастната група од 7 до 19, а 19 случаи кај лицата над 60 години. Освен споменатите болести, со системот се следат и болестите како исипна треска, менингоенцефалитис, крвава диареја, акутна инфективна жолтица и акутна хеморагична треска. За среќа во Тетовско, во горе споменатиот период, не е пријавен ниту еден случај од споменатите болести. Што се однесува на државно ниво, минатата недела со алерт системот евидентирани се вкупно 7242 случаи на инфекции на горните дишни патишта, 1720 случаи на болни од инфекции на долните дишни патишта, 909 лица кои имале водена диареја, како и 7 случаи на акутна инфективна жолтица. Гостиварецот Ивица Срезовски на само 35 годишна возраст се соочува со сериозни здравствени проблеми кои му го отежнуваат нормалното движење. Третманот кој би помогнал во лекување на неговата состојба чини 18.000 евра, пари кои тој не може да ги обезбеди. Затоа апелира за донации, секој во рамки на своите можности. Отежното движење на еден млад човек му го невозможува нормалното секојдневие, а постојано му се јавуваат и дополнителни здравствени проблеми. 35 годишниот Ивица Срезовски од Гостивар боледува од спиноцеребрална атаксија, диагноза која може да се лекува со медицински третман соматични клетки во Пекинг, Кина, за што му се потребни 18.000 долари. Ако се соберат средствата, Ивица ќе замине на лекување на 19 декември. Значи имам потреба од донации кој може да донира, од сите националности, небитно кој колку може да донира за да заминам на операција во Кина во Пекинг. Потребни ми се 18.000 долари за да извршам мојата операција на матични клетки. Таму ќе останам некаде 14 дена за да се изврши тоа све. Значи имам тука жиросметки, или тоа вие може да го кажете, броеви исто за контакт, жиросметка во Македонија, денарска жиросметка, 2-4031-82-23-0977, Стопанска банка, АД Скопје. Значи девизна жиросметка од Комерцијална банка, значи 073 00 30 70 60 98 76 60 со SWIFT код COPS MK2X. Тоа мора за тие од странство кои сакаат да донираат. И броевите од T-Mobile без префикс 143 177, исто така бројот на VIP 143 460 од VIP. Значи без префикс може да се врти директно, али тие што вртат од T-Mobile строго на тоа од T-Mobile, тие што вртат од VIP само на VIP. Ако направат, например, тие што вртат од VIP на T-Mobile, тогаш кажува дека бројот не постои, само докажано е, значи забравите од строго од T-Mobile на бројот од T-Mobile, на бројот од VIP на бројот од VIP. Ако претходно Ивица можел да излезе на прошетка со своите другари, сега неговата здравствена состојба не му го дозволува ни тоа. Вели речиси и да заборавил на неговите хобија поради посветеноста на начините како да ги реализира хуманитарните акции, со чија помош се надева ќе дојде до потребната сума на пари. Моментално хоби сум заборавил и што е дефинитивно, пошто цело време мојата работа престои само седење онака и гледање телевизија. Некогаш бев активен доста
во шетање, во правење некај си накити, во сега за сега не знам, некако сум не знам како да кажем, као сега за сега као и презапатен со ова, знаеш, од преголем надеж за да ги соберам средствата, просто збунет сум, не знам како да реагирам, така да мислам да биде целата работа да се деси, па после ќе има што и како да одиме напред, и хоби да направиме, и зависи, тоа ќе си дојде само по себе. Прво да успееме во ова. Ивица не бара многу, секој во рамки на своите можности да придонесе за да може повторно да се исправи на свој нозе, рамо до рамо со своите врсници. Апел до сите хумани, нехумани луѓе, значи до сите кои просто имаат срце и душа да донираат, макар по 100 денари, ако не можат повеќе, да завршам на операција во Кина, да ги соберам тие средства, да заминам таму, мислам дека ќе направат многу голема добивка со тоа што ќе донираат по 100 денари, не мора по многу повеќе, по 100, значи од секој побарам по 100 денари за да успеам, за да заминам во Кина. Гостиварци веќе организираа една хуманитарна забава за да му помогнат на својот сограѓанин Ивица. Следната ја имаат закажано на 6 август во ресторанот Сајгија со почеток во 21 часот со познати музички имиња од земјава. Надлежните служби ќе го искористат летниот распуст за неколку покрупни градежни проекти во основните и средните училишта во општина Тетово. Се врши реконструкција на училишните објекти и се градат нови спортски сали за учениците во општина Тетово. Летниот распуст секторот за јавни дејности ќе го искористи за извршување на неколку покрупни градежни проекти во основните и во средните училишта во општина Тетово. Уште во текот на минатиот месец започна со реконструкција на покривот на основното училиште Лирија, која треба да заврши до крајот на август, со цел учениците непречено да ја започнат новата учебна година. Во ова училиште се изврши реконструкција на тоалетите, а се предвидува работа на ѕидови, подови и други инфраструктурни елементи во училниците. Во училиштето во Шипковица пак започна активностите за изградба на спортска сала со површина од 650 метри квадратни, а работите се очекува да бидат завршени во учебната 2017-2018 година. Ова учебна година спортска сала ќе добие и основното училиште Андреа Савески Чичиш. Во овој летен распуст веќе се работи интензивно во неколку места. Приоритета наш за ова година е да се заврши деценискиот проблем со основното училиште Лирија. Таму започна градежните активности и интензивно се работи. Тоа ќе оде во неколку фази. Првата фаза ќе заврши за време на летниот период и во период кој што следи ќе продолжат и другите активности. Почнавме со изградбата на спортската сала во Шипковица. Исто така чекаме да започнат работите и во другата спортска сала која што е предвидена за ова учебна година. Тоа е за основното училиште Титиш. И исто така од Министерството за образование се реализира и градежна активност за подобрување на условите на реконструкција на училиштето во Бродец. Во очекување сме да почнат и работите за доградба на училиштето во Фалише. Значи, овие се оние поголеми градежни активности кои се планирани за овој период. Додека во сите други основни и средни училишта се реализираат активности, значи градежни помали активности и подготовка на училиштето за да може што подготвено да се дочека учебната година 2017-2018 година. И со овие градежни активности ќе се заокружи планираното што беше нацртано пред 4 години. Значи ќе имаме реконструкција на сите училишни објекти во Тетовскиот регион. Мислам дека е еден запад кој што може би досега не се случило воопшто во нашиот град за сите училишта. Исто така во училиштето се направи промена на инвентарот во основните училишта, клупи и столици.
и со тоа што веќе знатно се подобрија и условите за настава во основните и средните училишта. Инаку од секторот за јавни дејности информираат дека досега се завршени 28 градежни инвестициони активности во сите средни и основни училишта, како и во градинките во општина Тетово, согласно планот и проект програмата направени пред 4 години за реконструкција на сите училишни објекти. Општините Желино, Теарце, Гостивар и Брвеница се дел од 12 општини во Македонија кои ќе добијат средства од програмата за инвестирање во животната средина за 2017 година од ресорното министерство. 4 општини од Полошкиот регион од вкупно 12 во земјава ќе добијат средства од програмата за инвестирање во животната средина за 2017 година од ресорното министерство. Општина Желино ќе добие пари за изградба на фекална канализациона мрежа. Општина Теарце за изработка на документација за одведување на отпадни води. Општина Гостивар за продолжување со изградба на фекална канализација во населеното место Дебреше и општина Брвеница за основен проект за главен колектор за фекална канализациона мрежа за населеното место Долни Челопек. Денеска министерот за животна средина и просторно планирање Садула Дураки и градоначалниците потпишаа договори за доделување на финансиските средства на локалните самоуправи за изработка на техничката документација за изградба на водоводни и канализациони системи и за регулација на речните корита. Во ова област се предвидени вкупно 43 милиони денари и истите се доделени на 12 општини за 14 проекти. Со тоа Министерството за животна средина и просторно планирање настојува и финансиски да ги помогне локалните самоуправи во делот на управување со водите, со што се обезбедува не само почиста животна средина, туку и директно се влијае врз здравјето на жителите, истакна министерот Дураки. Согласно програмата за инвестирање во животната средина за 2017 година, средствата се распределени за проекти во 4 области: за заштита, зачувување и подобрување на квалитетот на водите, за заштита на природата и биолошката разновидност, за подигање на јавната свест, едукација и обука во областа на животната средина и за поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата. Министерството за внатрешни работи ги добило наредбите за спроведување во затвор на поранешните вработени во Управата за безбедност и контраразузнавање во 21 часот. Од Министерството соопштуваат дека иако во 17 часот телефонски судот го известило МВР дека ќе бидат испратени наредбите, тоа се случило дури во 21 часот. Полицијата веднаш распишала национална потерница по Горан Груевски и Никола Бошковски. Извршиле проверки на објектите на адресите кои се пријавени како места на живење на осумничените и проверки на повеќе локации на територијата на Македонија, поточно во Скопје, Велес и Охрид, за кои имаше оперативни сознанија дека осумничените ги користат за криење. Бидејќи полицијата не ги нашла обвинетите, побарала од судот согласно за распишување на меѓународна потерница. Сега по двајцата обвинети се трага и надвор од земјава, иако нема информации дека легално ги поминале границите на Македонија. Председателот на Собранието Талат Џафери денеска соопшти дека пратениците ќе бидат на одмор од 8 до 25 август и објави дека тоа е причината што до отчетот доаѓа неколку денови порано од 100 денови од неговиот избор. Џафери очекува да ги распише локалните избори на 6 август, а тие би се одржале на 15 октомври оваа година. Председателот на Собранието изрази поддршка на планот на владата 369 и најави дека ќе формира 2 работни групи за спроведување на потребните реформи, како и за разгледување на забелешките за работата на Собранието од извештајот на Греко. Во однос на планот 369, како Собрание даваме целосна поддршка на реализацијата на реформаторската програма на владата во полза на нашите граѓани. Во тој контекст сакам да ве информирам дека со моја одлука се формирани 2 работни групи, која што една ќе менаџира со обврските на Собранието по однос на исполнувањето на реформскиот процес во контекст на Собранието, и другата работна група е во контекст на забелешките од Греко извештајот за Република Македонија во контекст на
придонесот на собранието за попречување на корупцијата во контекст на собранието, односно оно што се однесува до пратениците како избрани од граѓаните. Уште едно прашање кое мислам дека ги засега сите граѓани, локалните избори, може да кажам дека доколку се тече според предвидената динамика, очекувам на 6 август да ги распишам локалните избори, кои би се одржале на 15 октомври ова година. Израелската влада ги отстрани сите безбедносни мерки пред светите места во Ерусалим кои предизвикаа крвави судири меѓу израелците и палестинците. Покрај металните детектори отстранети се и камерите со сензори кои беа поставени околу џамијата Ал-Акса. Мерките за безбедност се отстранети пред најавените протести на палестинците. Тие остро се противеа на овие мерки и одбиваа да минуваат низ детекторите, па демонстративно се молија на улица. Тоа предизвика судири во Ерусалим, во кој досега беа убиени 4 палестинци, а 3 израелци беа избодени до смрт во знак на одмазда. Едно лице загина, а 7 се повредени во средата поради дефект во возниот парк на денот на отварањето на државниот саем во Охајо, еден од најголемите државни саеми во земјата. Шефот на баталјонот Стив Мартин, портпаролот на оделот на пожарникари во Колумбо, изјави дека жртвите биле исфрлени при возењето во огнената топка во 9 часот и 20 по локално време. Анархија во Венецуела, масовни антивладини протести со смртоносно насилство. 16-годишно момче е последната жртва на протестите против председателот Николас Мадуро. Со неговата смрт бројот на жртви се искачи на 105 лица. Сите се убиени во последните 3 месеци. Под називот Отпор, илјадници лица во Венецуела секојдневно протестираат против планот на Мадуро да го заземе националното собрание и да го промени уставот. Протестите траат повеќе од 3 месеци и се повеќе наликуваат на граѓанска војна, блокирани патишта, аматерски изградени ровови, смртоносни престрелки меѓу војската на Мадуро и неговите противници. Притисоци има и од меѓународната заедница, особено од САД, кој најави економски и политички санкции за Венецуела, доколку председателот не се откаже од својата намера. Сепак Мадуро не попушта. Гласањето за неговата одлука за преземање на собранието е закажано за во недела. Републиканското мнозинство во Сенатот на САД одново не успеа да обезбеди доволен број гласови за целосно или делумно укинување на законот за здравствена заштита донесен од претходната демократска администрација, познат како Обамакер. Сенаторите синоќа со 45 гласа за и 55 против го одбија предлогот за целосно укинување на Обамакер за период од 2 години, во кој Конгресот би требало да усвои нов закон за здравствена заштита. Законот беше отфрлен откако 7 сенатори републиканци се изјаснија против ваквиот предлог. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди, попладне со услови за краткотраен локален дожд. Утринската температура се движеше од 10 до 16 степени, а дневната од 25 до 30 степени. УВ индексот изнесуваше 6. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, времето утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 10 до 17 степени, а дневната од 27 до 32 степени. УВ индексот ќе изнесува 8. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Пријатно!